Епизода 4. Некој мисли наместо тебе. Овој пат знае дека сум буден. Го знаев тоа, затоа што болеше. Не е како во сон, каде што болката е некаде далеку, пригушена. Ова беше јасна, остра свесност за телото, тежината на рацете, сувоста во грлото, притисокот зад очите. Буде сум, си реков, токму тогаш сватив дека мислата не беше моја. Седев во канцеларијата на клиниката. Смена. Ноќ. Часовникот покажуваше 1:40. Го знаев тоа, затоа што го погледнав. Потоа повторно погледнав 1:40. Повторно 1:40. Не почувствував паника. Се уште не. Само мала непријатност. Како кога зборуваш, а не си сигурен дали го кажа тоа гласно? Не реагирај. Ми дојде мисла. Не како глас, туку како одлука што веќе е донесена. Станав од столицата. Не затоа што сакав, туку затоа што телото ми се крена. Го почувствував моментот кога би требало јас да одлучам. И моментот веќе беше поминат. Одев по ходникот и ги броев чекорите. Тоа ми е стара навика кога сум нервозен. Стигнав до 23, а потоа сватив дека бројам без да бидам присутен, како некој друг да ги брои преку мене. Ова не е губим контрола, дојде мислата. Ова е оптимизација. Застанав во исто место, но не доброволно. Што правиш? Си прошепотев. Гласот не одговори. Наместо тоа, мислата што дојде беше моја. Стара мисла. Една што си ја кажува кога бев уморен. Ако не мислам премногу, ќе биде болесно. И тогаш сватив, тој не ми става нови мисли, туку ги користи моите. Стигнав пред соба 413. Раката ми беше на клаката. Се обидов да ја повлечам назад, но мускулот не реагираше со доцнење. Не мораш секогаш ти. Дојде мислата. Погледни колку си изморен. Солзите ми дојдоа ненадејно, но не од страв, туку од олеснување. И тоа беше најстрашното нешто досега. Вратата се отвори. Внатре, исто како секогаш. Празно и со часовникот. Но овој пат имаше стол. Едноставен стол, метален стол. Го гледав. Не паметам дека сум го видел предходно. Но телото ми знаеше каде да седне. Седнав и тогаш рацете ми паднаа во скут. Само одмори. Дојде мислата. Нема ништо лошо во тоа. Сакав да
сопствените мисли како нарација, како некој да чита од внатрешен текст, што јас сум го напишал, а не сум знаел. Види колку е мирно, читаше гласот, нема дилеми, нема двоумење. Сакав да му се спротистава, но спротиставувањето бара верување дека имаш право на тоа. Сватив дека не сум затворен. Можев да станам, да излезам, но исто така сватив нешто полошо. Нема причина да излезам. И тоа не беше негова идеја. Тоа беше само моја идеја. Само кажана без мене. И го повторно беа по целијата. Часовникот покажуваше 1:41. 1 минута по минута. Во мене нешто трајно сменето. Седнав и ги ставив раците на маса. Пред да помислам што било, мислата веќе беше